Почитувани представници на медиумите, добро вечер и ви благодариме за интересот и за втората и последна пресконференција во Државната изборна комисија за денеска. Со право на глас на овој референдум на државно ниво, во избирачкиот список се запишани вкупно 1.806.336 гласачи. На 33 гласачки места во нашите дипломатско-конзуларни представништва во странство, 2694 гласачи кои се пријавиле и чии пријави се прифатени од Државната изборна комисија, имаа можност да го остварат своето гласачко право. Се уште се отворени 6 гласачки места во Соединетите Американски држави, Канада и Лондон, каде гласањето ќе трае до 19 часот според временската зона на земјата каде што се гласа. До 17 часот вкупната излезност од гласањето во странство изнесува 985 гласачи, односно 36,56%. Напоменуваме дека во оваа излезност, поради временската зона, не се вклучени 5 избирачки места во САД и Канада. 13 гласачки места во казнено-поправните установи, каде своето гласачко право можеа да го остварат 1558 гласачи, се затворени. Гласањето таму течеше без проблеми, а до 19 часот гласаа вкупно 1008 гласачи, односно 64,69% од запишаните. Во текот на денешниот ден, своето гласачко право во единствениот центар за внатрешно раселени лица можеа да го остварат и 7 гласачи кои се водат како внатрешно раселени. Гласачкото место и во центарот за внатрешно раселени лица е затворено. Во текот на денешниот ден избирачките одбори во Република Македонија го спроведуваат и гласањето за лица кои се болни или немокни или се во куќен притвор, а до општинските изборни комисии доставиле известување со соодветна документација. Во своите домови гласачкото право го остваруваат 1859 граѓани. До сега, според информациите од општинските изборни комисии, гласале 1520 лица. Ова гласање се уште трае, се додека сите кои се пријавиле не добијат можност да гласаат. Подсетуваме дека Државната изборна комисија издаде акредитации за наблюдување на 11.907 домашни, 493 странски наблюдувачи, 194 преведувачи и 83 странски новинари. Во оваа прилика сакаме уште еднаш да апелираме до акредитираните наблюдувачи да се придржуваат до Кодексот за наблюдување на референдумот и доследно да ги применуваат одредбите кои произлегуваат од Кодексот. Во овој процес гласачите имаат право на два вида приговори. Приговори за заштита на личното избирачко право и приговори за постапката за гласање и сумирање и утврдување на резултатите. Овие приговори гласачите може да ги поднесуваат на образец кој може да го добијат на секое гласачко место или електронски на веб апликацијата на Државната изборна комисија приговори.sec.mk. До овој момент од Државната изборна комисија се доставени 3 приговори за заштита на личното избирачко право и сите 3 приговори се одбиени. Во функција и бесплатната телефонска линија 0800-555-44, преку која граѓаните може да пријавуваат неправилности или да поставуваат прашања до Државната изборна комисија. Прашањата и одговорите ќе бидат објавувани на веб страницата на ДИК. Во однос на инцидентот кој што го спомнавте, за кој се појавија информации во медиумите, реагираа веќе надлежни институции, така што не би навлегувале ние како Државна изборна комисија понатаму во анализа на истиот настан. Јас повторно ќе кажам дека избирачките одбори во кои се надлежни за спроведување на гласањето се надлежни за просторијата каде што е гласачкото место. Во однос на останатите дипломатско-конзуларни представништва, односно гласачките места каде што денеска се спроведуваше и се уште се спроведува гласање, постојано сме во комуникација со избирачките одбори, како директно, така и преку Министерството за надворешни работи. Не се евидентирани други проблеми, односно некои технички моменти ги решаваме во, така што нема навистина никакви проблеми.